Во музичкиот кабинет на Струмичката гимназија привршуваат последните подготовки за традиционалниот новогодишно божикен концерт. Хористите, членовите на оркестарот и танцовите групи ги гланцаат финесите за финалното издание, што два пати ќе го прикажат на 4 јануари во големата сала на Центарот за култура Антон Панов од Струмица. Оваа година ќе има две изведби во интерес на општина Струмица од нашите секогаш посетители. Оваа година одлучивме да биде малку поразлично од претходните години, секогаш поразлично. Оваа година ќе биде диско музика. 70-тите, One Way Ticket. Тоа е оваа година темата. Директорката очекува, како и секоја година, гимназијалците да блеснат во најсјајно светло. Ако ме прашувате за сега во моментот, на неколку дена пред концертот, можем да ви кажем дека стресот и адреналинот се на максимално ниво, бидејќи секоја година веќе искуството е исто. До последен момент сме во дилема дали секој испадне како што треба, меѓутоа за среќа искуството на нашите колеги, ментори на хорот и оркестарот и танчарската група и огромниот ентузијазам на децата се доволни за се да профункционира како што треба на сцена. Се надевам дека и овој пат ќе биде така и сите ќе бидеме сведоци на едно задоволство. Поготово јас ќе кажам на нашите генерации, бидејќи се работи за репертоар од 70-тите и 80-тите години, така да овие дечки тука ќе не вратат малку во нашето време. Со диско ерата неминовно оди добриот танц, затоа гимназијалците подготвуваат посебни точки кои ги спремаат веќе еден месец. Имаме прекрасни деца кои што се дели од хорот, солисти, па и се во ритмичката група и многу лесно и брзо се снаоѓаат во ритмот на музиката, така да немаше проблеми. Учениците се задоволни учеството во овој музичко-сценски спектакл. Викторија Јановска. Викторија, ти учествуваш во хорот? Да. Дали ти ова прв пат да бидеш? Не, ова ми е втор пат. И какви ти се искуствата? Многу добри. Настапот во гимназијата наредната година ќе го видат и Радовишани, каде што веќе има договорено гостување. За секое наредно во гимназијата велат дека постои расположение.